чутете, разрешив една мистерија по десетици пораки што ги добив коментари вчера по моето видео обраќање. Значи, не е зборот што го употребува вчера кекна. Значи, не е да ги кекне нуклеарка, да ги кекне, не знам, не е зборот македонски кекна, туку било гекна. Значи, ја кога сум слушал тогаш тој со копач кога го кекнал, тоест го гекнал, тој другиот со копач негде Велешко или Прилепско, кај беше, кога имаше тој сведокот кој кажуваше со копачот кога го гекнал вчело, ствари не било кекнал, туку било гекнал. Значи, тоа се употребувало доле према овој Демир Хисар, консулон исто Егејска Македонија, овие нашиве македонци во Егејска го употребувале гекна, не е кекна, него било гекна. И врв на све беше вчера вечер, се сретнам со познатиот доктор од Вевчани Марко, кој што живее во Скопје, сака често да оди кај Керстон горе. Многу сакат карпузи исто, овој Марко докторов карпузи обожават. И тој исто ми рече, вика, абе, ние во Вевчани, вика, велиме гекна. Кога сакаш да кажеш, абе, гекна, во смисла се употребувало и да е го гекна на она. Или например, кога сакаш романтично да ја кажеш на твојата симпатија или на некоја што си ја бендисал, и кажуваш, сака да ти го гекна. Ова е романтично. Мислам, не се смеете, уствари, самиот збор гекна содржи некоја, како да кажам, некоја лирска жичка внатре, некоја романтика, некој трагина, нели, овој миризба на романса има самиот збор. Не е груб. Затоа не е греф, мислам, не е греф, не знам, во Вевчани да кажеш на некоја сака да ти го гекна. Сега овде во Скопје овие се многу осетливи, нашиве малце може без веза на Скопјанка да ја кажеш дај да ти го гекна. Финичко, боле тука, ова, самиот Гробов ископај си го е ова тоа. Али добре, значи, на времето кога сум го гледал тој прилогот, не ми се чуло. Добре, сега видете, ако има некои региони во Македонија, кај што во диалектот не е гекна, туку го употребуваат со к кекна, исто сакам да ми пишете, да видиме каде све и како се употребува зборов, или е, вака како што ми кажа, не е кекна, туку гекна. Гекна, вишко. Леле, диалективе ни се крш. Штета што не ги знам сите, овака сам ќе си правам, овако, муавет на сите диалекти. Шизофренија. Ако сме кај шизофренијата, луѓе, ја не знам светов каков беше пред Фейсбук. Тоа зна пред Инстаграм, Фейсбук, ова X, како се вика. Мислам, знам како беше, ама официјално тоа што го гледавме на вести, филмови, ово, она, ми изгледаше нормален. Изгледаше горе-доле предвидлив. Изгледаше горе-доле, како да ви кажам, витешки. Значи, будалите беа длабоко во подземјето, глупоќата беше длабоко во подземјето, бандитите, курвите беа длабоко во подземјето, и горе-доле овие кои што ги гледавме на телевизија, дали на вести, дали на емисии, дали ова, горе-доле поминуваа некоја селекција, нешто поминуваа, некои критериуми мораа да запазат, за да бидат селектирани, за да се појават на телевизија. Светскиве државници некако беа, како да ви кажам, тефлони. Луѓе околу нив се грижаа да не паднат во скандали. Ретко беше да слушаш некој политичар паднал во некој, не знам, скандал или му се дешава скандал во живо на емисија, не знам што ја знам, од разни типови скандали. Пример, жена му да го опцуе, да му врзе шам. Мислам, тоа не можеше да се случи, да се види, да се овак. Или не знам, да и се гледа сливата на некоја политичарка, не знам каде, негде кој ќе прекрсти нога, или тука деколтето, овај брадавици на дрвена, една друга, без прст, мислам, не можеше да се случи таква работа. Мислам, како да ви кажам, светот горе-доле беше контролабилен, значи,
се познава одредени норми, вредности, начини на однесување, кога си тамо, кога си вамо, кога си у висока политика, кога излегуваш на телевизија, како треба да излезеш, како треба да зборуваш, како треба. Луѓето беа предвидливи, големите државници беа предвидливи, во смисла на кога ќе даде збор, кога ќе каже нешто, тоа како да е, не знам, во камен исклесано. Се држи до тоа, се држаа до принципи. Ова денеска, ова е, како да ви кажам, шизофренија калакурница. Ова и вчера изгледа му е дале појачана терапија, некоја излезе ноќеска на тоа неговите мрежи, вика, време е за мир, му благодарам на Иран што не извести на време дека ќе ни ја бомбардира, дека ќе ни ја ракетира базата во Катар, така што може би е време да се вратиме сите на преговарачка маса, мир во светот. 10 сата предходно викаше, бараше Иран да се предаде, дека ќе биде уништен срамнет со земја. Абе, у кампањата викаше, јас сум председател на мирот, како дое на власт, му објави војна на овој, го нападна Иран, ке го снемало од картата, до нив било да одлучат сати биле во прашање, или ќе живеат, ќе прифатат све што ќе им каже ова Америка, или нема да ги биде. Вчера вика, фала му на Иран и на иранците, што не известија на време дека ќе нападнат. А овие нивнава тактика, па, колку да предупредат само, дека ја можат да се одмаздат, ама за почеток, ете, ќе ве гаѓаме, колку образот да си го исчистиме, па овие па им јавиле и на американциве каде ќе ги гаѓаат, и катарциве им јавиле дека ќе гаѓаат. Катарциве пак кутри, читав некоја тамо, ни аларм за тревога има, овој систем за тревога имаат, замислете у Катар, нема систем за тревога, нема скривници. Пошто ни веројатно тоа нафтата, како да ви кажам, ви обезбедува вечен мир. Никој не сме нити да ве пипне, нити да ве нападне, нити вие имате потреба тогаш некого да напаѓате. Замислете, бе, скривница една нема у Катар. Па тоа некоја будала да реши да ги маја со ракети, ќе ги сотре. И за овие иранциве им јавиле, и за тоа е толку ќе ве гаѓаме тамо и тамо, ама бидете безбедни, пошто оваа базава што е на ваква на Америка, у Катар е далеко од Доха, мислам, тамо тоа пустелијата. Така што, како да ви кажам, ова мене поише ме загрижува ваквиот свет од оној тогаш. Знаете зашо? Затоа што денес крајот не можеш да им го пофаќаш. Она што важи сега, не важи после 2 сата. Како да ви кажам, хај хуј се, сите се отидени у курац. Онаа будала што ги води овие французиве. Пред камери шамари јаде од женом. 2 дена после тоа се напрчил ко галски петал, смотра врши тамо на таа француската гарда. Сериозен, одлучен, храбар, и секој ќе го поврзеш тоа негова смотра што ја прави на францускава гарда со шамари, што ги јадеше пред да се сипне од авион. Луѓе, ова е, како да ви кажам, овој Нојов на Германија што е канцелар, како се вика тоа кај нив, ова, све супер, топ. Само што му најдоа дедо му да ти бил у Вермахтот. Се борел за поширок животен простор, за чиста раса, за мислете. Канцеларов на Германија. И тоа му најдоа. Дедо му било онака, захолнат борец на Вермахтот. Канцелар на Германија. Чудете се после вие зошо Европска Унија она што е. Да не збориме колку таквите потомоци на тие Хитлеровата армија, СС трупите, гестапото, колку има денес што се на нивни правнуци, внуци, правнуци, што се сега на битни позиции во Европска Унија, во НАТО, во пичке си матри. Ние се чудиме зашо имаат такви сулуди двојни аршини. Зашо ова, зашо она? Али добро, најважно од све е дека ја разрешивме ова
голема мистерија. Ви благодарам на сите вие кои што ми пишавте и ја разрешивте мистеријата на зборот кекна, така да тоа не е кекна, туку било гекна. И сега, мислам, прекрасен збор, се надевам дека после овие мои видео обраќања ќе влезе во почеста употреба меѓу македонците, особено меѓу скопјаните. Значи, тоа е збор што се употребува во реченица, има голем пиетет, да знаете. Самиот збор носи голема специфична тежина, носи повеќе значене. Имате многу синоними за гекна зборот, но не се срамете, тоа е од нашата лингвистичка ризница збор, не се срамете слободно да го употребувате во разни ситуации, особено скопјаните, кои што малце зазираат од македонски дијалекти, стари зборови и така натаму, мислат дека ако ги употребуваат нешто ќе бидат сватени, не знам дека се дека се селјаци, вамо тамо. Не, напротив, овој збор е корисен во многу ситуации, особено ви реков во романтични ситуации, кај што навистина знае да ги цимне оние најдлабоки емотивни механизми, во случајов кај жената, нели, доколку нели се употреби во на соодветно место, како соодветен термин во соодветна ситуација, како што реков на пример преска, сакам да ти го гекнам. И тоа ја мислам